Почитувани гледачи, пред почетокот сме на надпреварот кој го најавивме, кој малку порано стартува. 15:50 часот, ЖРК Халаш Јожев, РК Делчево. Последен надпревар од денешната програма. Денеска Делчевски без разлика на исходот од овој надпревар има успешен ден, победи во се што можеше да се победи во сите надпревари. Останува уште сега да им посакаме среќа со Господ напред да победат и на овој надпревар. И да биде задоволството и радоста уште поголема. Кој најдобар РК Делчево, само да нема трема, да има добро судење. Судијата кој судеше утрово и добро одсуди на паркетот, а еден од оние кој вчера малку потврли исто така е тука, па да се надеваме дека ќе го поправи тој впечатокот, ќе суди рамноправно. Мајки преди дека навистина 2-3 одлуки беа проблематични. Во рамки на првиот надпревар кој вчера го одигравме буквално. Придонесе малку за лоша игра вчера, но ајде да го заборавиме тоа. Да се фокусираат на играта. Да играат опуштено, децата денес има мала прошетка до Петрофарадинска тврдина, прославија роден ден на Анастасија Синадиновски и тоа може би ќе им даде поттик да играат уште посилно, по-храбро, посплотено. Добро го поминаа денес денот. Еве како информација до сите родители кои гледаат. И се очекува да стартува овој дуел. Почеток на првиот напад за Делчевски, Величковска, Анакиевска, Марсовска. Синадиновски. Можност. Брани голманката на Халаш Јожев. Прва можност за да поведеме. Не ни успева, продолжува играта. Еве сега финта. Поведува гостинскиот тим. Фаул сега. Арсовска. Величковска сега можност и гол. Такви акции ни требаат. Убаво додадена топка, си најде простор и стрелаше прецизно. Треба сега да се нападне, така е. Еве меѓу наша топка, но судијата вели дека ова било прекршок, иако сега да не прејудицираме, но еве сега нова можност, треба да се спречи овде, нема ништо, така е. Но отпусне судијата
суди пенал. Откако се погледна со оној зад голот судија, па сега судија мисла мајде да не видиме. Ама овде не се лутиме, меѓутоа одлуката беше донесена после 3 секунди. 2-1 води Калас Јозеф. Мацовска, топка кон Величковска, сега треба да додаде до Синадиновски. Еве можност. Обид за шут, но не ја пушти топка да нема пенал. Марсовска. Успева некако Синадиновски, но суди чекори овде судијата. Некако лошо почнахме. А и времето на семафорот на листи на 3:46, кај нас 2:39, пак има некои проблеми. Како да е побрз малку од нашиот. Чекори беа ова. Мора сега силен шут да се упати. Не треба да се дозволи поголема разлика од оваа. Греши сега. Така е, добар пробив овде на Теона Арсовска. Само да се стабилизира играта и се ќе биде борец. Два. Още не е потвърдено горе. Четири-три сега малко ме збунија судиите. 4-3. 5-3, да. Немаше сега обид за има 9 метри, но пенал мислам сега. Иста приказна, штом го видов судијата, еве му укажува едно дека ова не е пенал. Нема го, па така е, не беше ова пенал. Сега треба да се... Но... 6-3 сепак гол. Јас се извинам овака малку, може би повеќе навивачки за нашиот тим, но разбидливо е кога пробивање, судија! Абе дај! Судија, малку! Сега мора да се приговори малку.
несреќа. Застана семафорот, не знам што се случило, навистина малку околу резултатот, кој гол беше признаен, кој не. Ние се раководиме според семафорот, таму стои 7-3. Престап беше тоа, но фаул вели судијата. Чекори нема, конечно грешат. Има време да се поправи впечатокот, само треба да се постигнат 2 гола, а гостинките да, поточно домакинките на... Еве можност. Така е. Така треба да се игра. 1 минута ми бега нивниот семафор. 9-та минута е во тек. Треба овде цврсто да се напаѓа, би рекли пресинг. Овде имаше фаул од Синединовски. 7-4 моментално да нагласиме. Треба да се чува сега оваа ракометарка. Така е, да се задржи. Треба така е уште еднаш да се... Имаше ли овде чекори? Немаше, но брани и сега Тасева. Браво за Тасева. Еве можност да видиме. Георгиевска би требало ова да го претвори во гол. Така е! Така е! 7-5. Уште 2 пати вака цврсто да се одигри. Мислам дека ќе се приклучиме на овој надпревар со резултатот. Цврсто треба да се игра овде меѓу тоа фаул. На секој играч треба да се оди. Така е, да се не се дозволи да испрли топката. Грешка сега, така е, топката останува кај Силадиновски. Еве Ангеловска, Анакиевска се извинува ми. Гол. Судијата вели чекори. Дај да видиме. Судијата вели чекори, значи сите се против нас. Сега мора да го потребам ово израз, меѓутоа видовте што се случи. Ова беше убаво бодење на топката, имаше можеби малку прекрашок беше Анакиевска, но ако не беше фаул, тогаш никако не беше ова чекори. Но останува ние да си играме она нашата игра, цврста игра, да не се дозволи овде да ја испрла топката. Само со ваква игра може да дојдеме до резултат. Барем на полувреме да биде некако нерешено. Ќе зависи тоа сепак од самите ракометарки, ќе повториме. Грешат сега, да видиме колку ќе ги толерира. Така е! Ајде сега да видиме што ќе смислат судиите. Но немаше силина овде, немаше кој да ја помогне на Анакиевска. Се добро направено на крај. Само им требаш... Дали беше тоа Арсовска, се извинувам. Не видов добро Анакиевска сепак. Еве сега пробивање. Пробивање ова, но судиите велат фаул за Јожев Халадаш, екипата од Унгарија. Добро овде, цврст дуел, нема елементи за 2 минути. Добро овде напад на Величковска. Период кога нема голови на двете страни, треба сега да се издржи овој. Пробуваат овде со финта некако да немаше ништо овде. Сега суди фаул судијата. Иако ова се деца сепак, знаете, некојаш понесени од жарот на борбата. И грешат сега. Нема ништо овде. Нема ништо овде, така е, Тасева додава и веднаш до Анакиевска. Сега треба да нема грешка само. Арсовска. Синадиновски. Арсовска, задржана. Анакиевска, да видиме. Величковска. Анакиевска. Има ли овде фаул, да видиме, задржана е. Може би и пенал, да видиме.
Синадиновски ќе го шутира. И нема гол. Го вратија судиите резултатот конечно на Нема сега. Топката е во раците на Рка Делчево. На семафорот 6-5, значи оној гол не е признат. Еве можност за изедначување. Величковска. Анакиевска. Топка до Георгиевски гол! 6-6. Вроди Соплотова. Добра одбранбена игра. Се игра 14-та минута, влеговме во 14-та минута. Устеден сврз дуел. Не дозволуваат овде Величковска. Не дозволува Величковска да се пробие ракометарката со број 6. Сега прави добра финта, да видиме, но сепак се снајде некако овде унгарката. Мора повторно да изедначуваме. Фаулирано овде лошо, но останува веднаш. Добар пробив овде. Има ли фаул? Величковска, да видиме. Фаулирана. Така е, за рамо. Се жали на рамото. Треба добар напад сега да се организира. Овде е фаул, така треба да се изведе. Александар треба да додаде Георгиевска или директно да проба да шутира, но топката останува. Не. Унгарките се снајдува, повторно имаат напад за 2 разлика. Пресечува овде Анакиевска, да видиме. Додавање до Георгиевска. И ќе даде гол. 7-7. Напред девојки. Уште 36 секунди. Да видиме дали ќе го задржиме овој нерешен резултат. Дали ќе... Така е, прифаќаме. Но фаул велат судиите. Уште 15-14 секунди. 22 се звинувам. Грешат сега, да видиме. Топката е кај Телна Арсовска, но фаул велат за... Треба да се задржи оваа ракометарка. Нема. Има време, уште 5 секунди, 4, ајде, додавај. Шутирај. Но времето истеча, имавме можност. Сепак добро е, 7-7. Првото полувреме по лошиот старт. Одлично. Еве, добра игра, цврста игра. Ќе биде ова одлучувачки натпревар за, можеби за влез во полуфинале. Се ќе зависи од ова второ полувреме и од играта сепак на нашите ракометарки, кои доколку се стабилизираат. Да зеднеме малку и на трибините, таму се нашите млади делчевчанчиња кои направи атмосфера како на вистински прволигашки натпревар во младинска конкуренција. А ова е меѓународен турнир, мора да има таква атмосфера. Да чуеме што ќе кажат тренерите, иако не разбираме унгарски. Да играат преку ракометарката со број 15, таква е одлуката. Да видиме Велков како ќе игра. Да им посакаме среќа во ова второ полувреме.
Сега топката први во второто полувреме имаат ракометарките Јожев Каладаш, цврсто овде, така е Синадиновски. Само цврсто може да се дојде до поволен резултат. Добро се бранеше повторно Славеничката, денес го прослави 12-тиот роден ден. Сега треба да се внимава, така е, нема овде ништо, да видиме. Никој не натрча на оваа топка, немаше фаул и сега ја оставија сама. Топката во рацете на да, ова е гол, сега ќе рече пред малку се одби топката од греши сега малку тука. Но е исправила својата грешка Арсовска, така е. Треба смирено овде, Георгиевска, додава до Арсовска, прифаќа. Имаше ли фаул овде, судија? Со број 7 оди надвор, имајќи предвид дека прекршокот беше прилично остар. Александра Георгиевска имаше топката, таа ќе го изведе овој слободен удар. Мора да изедначиме повторно. Величковска сега задгреб малку и дојде топката. Еве можност, Синадиновски преку под нозете на противничката и 8-8. Прв гол на Синадиновски на овој натпревар ми се чини. Финта сега на ракометарката со број 6 и постигнува гол. Се бореше до крај. Фаул имаш овде со задршка. Георгиевска. Величковска. Но топката е ке Синадиновски, да видиме. Ке ја смири, ке проба сама да даде гол. Имаше ли пенал? Пенал, така е. За дрес покажува судијата, конечно и тој да досуди нешто за нас. Иако подобар од вчера, мора да признаеме, освен на почетокот на овој натпревар, кога малку со некои одлуки влијаеше можеби. Оно повторно ќе биде, пред време имаше влезена ракометарка, ќе се повтори овој пенал. Таков печеток добив и јас. Со број 15 таму пред време се упати кон. Еве нова можност за Величковска. И гол! Не, сепак не. Немаме среќа, времето тече немилосредно. Грешка сега на... Треба сега добар напад да се организира. Величковска, Ангеловска, се извинувам, Анакиевска, Арсовска. Се обиде сама да се пробие Георгиевска. Анакиевска, добра финта. Се обиде да додаде овде кон. Имаше ли фаул, можеби не велат судиите. За нијанса како да се подсврсти овие ракометарки од Унгарија. Имаше овде лошо водење можеби, но сега два разлика е огромно. Водство во вакви дуели треба да се внимава. Треба брз гол, ни треба брз гол. Добро се снајде таму Коварска. Величковска можеби требаше да шутне. Еве шанса за Синадиновски. Не успева, не беше аголот најдобар во најдобар обид. Се измори малку, треба да се смени.
под фаул овде беше коментарката со број 8. Нема овде ништо, но фаул вели судијата. Беше тоа двоен дуел. Сега да се внимава на ваков удар од далечина, можеби. Повторно ја имаат она разлика од првото полувреме, можеби тајмаут ќе не спаси така. И сега грешка во додавањето. Ова го карактеризира како 2 минути. Коларска како да се подизнервира малку и ја казни за ова судијата. Што е тука уште 10 минути можност да ја поправиме играта. Грешат сега унгарките, да видиме, брани тука нашата. Можеби ако да фатевме оваа топка ќе беше добро, но еве сега нова можност за унгарките. Цврста игра. Синадиновски борбена. Треба да не се дозволи да шутне од далечина. Пробивање беше ова според мене. Сама е Синадиновски и немаше ли овде пенал? Не се осмели судијата, иако на спротивната страна во првото полувреме имаше за вакви дуели, се слушаше неговото свирче. Грешат сега за среќа. Оди напред. Така е. Само вака може да се приближиме 12-9. Има време уште 7 минути, но мора цврсто да се игра како во првото полувреме кога запнавме и успеавме да обезбедиме нерешено. Нема, но влезе оваа топка. Се ми се чини дека немаше да влезе, дека ќе се одбие од стативата. 13-9. На потешкиот начин ќе се обидеме да дојдеме до поволен резултат. Величковска, фаулирана овде. Уште еден фаул. Борба овде за топка. Ке треба директен шут, така е. Со вакви шутеви се поблиску може да видиме до нерешен резултат. Тоа сега не изгледа некако возможно до крајот да се случи, па треба да се помачиме да го обезбедиме. Грешка сега, но немаше кој да ја прифати. Корнер. Да ја дофатевме оваа топка, можеби имавме напад за 2 разлика, ќе беше малку подруго. Останува топката во рацете на времето си минува, нема кој да го запре. Грешат сега унгарките, топка за Рка Делчево. Да дадеме гол, па потоа да се одбраниме, да им посакаме. Останува топката во рацете на нашите ракометарки. Далеќе има овде свирено? Не се реши судиите да свират. Наша топка велат сега. Многу брзо минува времето. Но има време. Ако дадеме гол, има време. Се одбило со топката овде, игра со нога, ништо. Немаме среќа. Четиринадесет 10, уште 4 минути и 10 секунди. Анакиевска, Синадиновски, пенал.
Некако многу споро делува овој судија, навистина. Сега со овие движење со нозете малку ја збуни Синадиновски гостинскиот голман и остануваат во напад, имаат водство од 4 гола разлика, сега грешат. Треба да се запне малку. Сега и судијата претерува. Треба да се обиде можеби Величковска уште еднаш. Имавме неречено на полувреме, но некако второто полувреме како да снемавме сила и судиите малку знаеа да вмешат прсти, но да не испадне сега дека се вадиме. Делуваа некако по-цврсто, кажав и пред некоја минута коментарките од Унгарија. За нијанси по-корпулентно изгледаат од нашите. Синадиновски. Така е. 15-11. Еве можност, Георгиевска. уште една 54 секунди, една минута ќе речев до крајот. Тука негде, значи уште 50 на секунди. Што одбрани сега, секоја чест за голманката. Се гледа дека е покорпулентна и дека ја следи секоја топка. Генералната оценка е дека денес ракометниот клуб Делчево имаше одличен ден. Забележа победа на почетокот на денот во оваа конкуренција, потоа во мини ракомет победи на сите надпревари и сега е оној последниот кој се игра во рамки на вториот ден од трофеи на градот Нови Сад, во кој унгарките ќе имаат можност да го завршат овој надпревар со 6 голови разлика. По нерешениот резултат на полувреме, некако второто не најдовме начин да ги запреме унгарките кои продолжија во ист ритам. Крај на надпреварот. Тука ќе се одјавиме. Честитки за унгарките за прикажаното, честитки за нашата екипа која првото полувреме одлично одигра, се бореше и во второто, но како да фалеше малку височина во играта, повеќе удари од 9 метри за да дојдеме во можност. Само така можеби можеше да се нападне оваа екипа. Јас ви благодарам за сите што не следете. Утре е последниот ден, ќе се игра мини ракомет од 8:30 почнувајќи се до 12 часот негде. И потоа тргнувањето кон Делчево, како информација за родителите некаде околу
13 часот би рекле. Сега од тука одиме на мала прошетка. Ќе посетиме некои од големите молови да си одберат нешто за спомен, за сувенир, коментарките за утре, бидејќи утре нема да има време. Може би од овие две групи од вкупно 10 екипи, Делчево е тука некаде меѓу најдобрите 4-5 екипи, но со овој пораз немавме можност да влеземе меѓу најдобрите 4. Ќе го кажеме пласманот по завршувањето на утрешните натпревари во оваа категорија, а во мини ракомет ми се чини дека ќе бидеме први, бидејќи досега не се најде екипа која може да ни парира. Далеку убедливо бевме подобри од сите други. Да се надеваме дека самите ракометарки за нив ова ќе биде едно големо искуство во оваа категорија сега што одигра, бидејќи и една сезона паузираат оваа година, не играат во конкуренциите во кои играат до минатата и предминатата година. Нема навреме, не знам која беше причината, ќе дознаеме подоцна за да се вклучат во тие натпреварување, но како што кажа тренерот претходно, од наредната година Делчевки ќе имаат добар тим кој ќе се бори за висок пласман во групите во кои да се паднат, така да може да сумираме натпреварите во оваа сала. Спортската сала Петро Варадин ќе завршат, убаво искуство ќе повториме и сега некој совет повеќе ќе им даде Горан Велков за тоа како во иднина да подобро да се представиме на вакви натпреварувања. Тоа беше се од мене, Валери Спасевски, кој тука е со екипата за да ви представи дел од случувањата на овој меѓународен турнир. Благодариме на поканата за тренерот и за сите кои на ракометарите им помогна на некој начин да го реализираат ово патување и ракометарките да имаат убави моменти од Нови Сад. Впрочем, така и беше на вистина. Овие два дена во Нови Сад за сите ќе бидат едно убаво доживување.